Срцевата акција треба да биде ритмична и правилна, се разбира, за да може срцето адекватно да испумпува крв до сите ткива во телото. Аритмијата, народски кажано, представува нерегулиран срцев ритам или неправилна работа на срцето. Многу повеќе во продолжение на новото издание на Телма амбуланта ќе говориме со доктор Иван Трајков, субспецијалист по кардиологија, аритмолог и електрофизиолог од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Добре ни дојдовте. Добар ден, најдов. Се надевам дека нашите гледачи малку повеќе ќе ги запознаеме со тема која што претпоставувам дека ќе ги заинтригира, затоа што голем дел од луѓето и се соочуваат со тоа. Што представуваат срцевите аритми или неправилната функција на срцевиот мускул? Тема која што е стално актуелна, тема која што секогаш имаме ние еден голем број на пациенти кои што бараат совет или помош околу аритмијата, или пред да збориме за аритмијата, да кажеме што е нормална срцева работа. Значи нормална срцева работа во миреве како што сега седиме, треба пулсот да ни биде помеѓу 60 и 80. Не значи све што стапува за 2 до 3 удари плюс минус дека е тоа некоја аритмија посебна, али е земено договорно дека е тоа нормален срцев ритам. Значи секој пулс пациентот што ќе го регистрира понизок од 50 удари во минута во мир и над 100 удари во мир е еден симптом кој што треба да се јави во амбуланта и да побара совет. Тоа не значи се уште аритмија, дека се работи за нешто многу некоја пострашно. озбилна работа, поради тоа што забрзувањето и успорувањето на срцевиот ритам е физиолошка варијанта која што во текот на денот се менува. Еден имаме ритам во сон, еден ритам имаме кога ќе станеме, кога ќе ги активираме сите хормонски системи во организмот, а уште повеќе еден е ситуацијата кога сме физички активни, значи тогаш е нормално да пулсот ни се забрза. Сигурно зависи и полот, многу возраста, дека децата имаат многу побрз пулс во однос на возрастните, али едно е сигурно, лесно забрзаниот пулс не е некој симптом кој што треба да ги секира нашите пациенти. Споменавте полот, маша, жени, има разлика во однос на тоа? Па нешто кај жените е побрз пулсот. Прво и од хормоналната работа, второ се можда и по природа поадренергични, али најчесто се обвинува хормоналниот статус на жената, дека лесно се забрзани, пулсот е за некој процент побрз однос на мажите. Не значи. Тука би сакала да ве поканам и вас, нашата редовна публика на Телма амбуланта 3076-677, телефонскиот број ќе биде испишан и на вашите екрани. Па доколку имате прашања поврзани со денешната тема, зборуваме за неправилната срцева работа и за честите аритми кај луѓето со доктор Иван Трајков, субспецијалист по кардиологија и аритмолог и електрофизиолог од клиничката болница Аџи Бадем Систина, па ве очекуваме да се вклучите и да бидете дел од денешниот разговор. Доктор Трајков, со какви најчесто коментари доаѓаат луѓето? Имам прескокнување на срцето, ми бие забрзано, поубавно и така натака. Кои се оние коментари со кои што најчесто луѓето се пријавуваат на лекар? Да, тоа се најчестите разговори што ги работим. Ми работи срцето побрзо, ми работи неправилно и многу често што се користи еден термин, ми работи силно, што едно е да работи силно или моќно, а друго е да работи брзо. Мислам, тоа е многу разлика. И тоа е првиот најчест мотив, значи тоа е една од мотив кој што после градната болка најчеста причина зашто се јавуваат кај кардиолог. Диагностиката е едноставна, значи се прави еден електрокардиограм кој што треба да го има секоја амбуланта, бидејќи едно е чувството ми лупа срцето брзо, а друго е чувството да го имаме верифицирано на доказ, значи на електрокардиограм. И врз основа на тој електрокардиограм правиме, нели, стратификација, така викаме, значи колку е ризичен пациентот, дали има основа или не. Најчесто аритмиите, одреден број аритми се, како што кажав, се засновани на физиолошка варијанта, али има огромен број што имаат и основа на болест на срцето и треба, кога пациентот првпат се појавува во амбуланта, треба да се исклучи болест на срцето. Тоа е болест на валвула, болест на мускул или болест на спроводниот систем на срцето, кој што исто го правиме со основни прегледи електрокардиограм, кој што тоа треба се види, евентуално ако има потреба ехо на срцето да се тоа процени. У глобала доволно ни е електрокардиограмот. Да, имаме некој на линија, за момент ќе ги прекинеме инсертите кои што ги гледаме во моментов, да му дадеме предност. Добро утро. Добро утро. Ќе ве замолам само малку погласно во телефонската слушалка, повелете со вашето прашање за доктор Иван Трајков. Добро утро, поздрав до вас и вашиот доктор. Поздрав и до вас. Сакам да прашам нешто, си е од Кавадарци.
Често пати на десната страна чувствувам како некои болки. Значи, сакам да го прашам докторот што може да биде тоа. Добро. Некој мало така гушење, повеќе на десната страна. Надградниот кош. Ви благодарам многу, поздрав до Кавадарци и останете на Телма, што би качала и... Прво, прашањето не е со темава, значи болка од десна страна најчесто и во мала регија исклучува срцева работа. Многу е побитно кога се појавува, дали при движење, пешачење и со нешто да ја поврзува, али со голема веројатност дека не се работи за срцева работа. Веќе болка изолирана само од десна страна најверојатно не е срцева работа. Доктор Трајков, вие споменавте дека треба да се прави разлика помеѓу силно и брзо чукање на срцето. На што се мисли кога ќе се каже тоа? Силно е моќно, значи да го чувствувате дека ви работи. Нормално не треба да ја чувствуваме работата на срцето, али при одредени ситуации кога сме уморни, при одредена позиција, поради тоа што звукот различно се пренесува при тврда и при воздушен медиум, тогаш може пациентот да се пожали, го осеќам срцето кога ќе легнам на лева страна и тоа моќно чука и така натаму, тоа не се работи за аритмија. Аритмија е најчесто состојба која што се појавува нагло започнува, рамномерно, брзо, кога зборам брзо, говорам за над 160, 180, 200 удари во минута и уште побитно е ако е неправилно, значи на неправилна работа срцето, тоа се два најчести аларми кои што треба да се јават во амбуланта. Добро утро и поздрав за следниот гледач. Повелете. Добро утро. Јас сакам да опрашам нешто докторо. Ајде. Доктора сакам да го прашам. Јас, например, притисокот како ќе ми се крева, така и срцето ми запрзува. Например, 100 со 180 некој ми беше притисокот, срцето беше 90. А почетокот како што почна пред неколку години, 3 години можина, имав некоја депресија, така страв, некој онаде, имав забрзување на срцето околу 180 со 90 така забрза имав. И како лекар со ваму преглед ми се стабилизира и понекогаш вака ми се случуваше како нешто да ми застанува над душникот вака и одма срцето ми забрзуваше така најдеш. Ама јас си носам лекарствата со мене и одма и употребувам. И сега понекогаш ретко, сега кога се крени притисокот и срцето ми се забрзува, ретко, не да речам вака секој на 2 месеци, некош на месец, зависи кога како. Лекарства си примам редовно, она карциум сега си пијам од 3 запирке 125 сега, иначе пијам поцело, ама тоа многу беше срцето, ми се намалуваше 55 ми дојде откуд се вака нешто. Оти бев и Охрид 2-3 пати и тука немав некои прескоци, некои тие работи, ама сега моментално притисокот се подкреват и срцево ми забрзува, ама сега до сега нема многу постигнато, до 100-110 вака дошло. Добро, господине, ви благодарам за вниманието и за вашето прашање. Што ви доделе? Над 50% од пациентите кога се покачува крвниот притисок се зголемува и пулсот, што е нормално, тоа е одбранен механизам. Втора работа, одредени тие како голтка која не можел да земе воздух и тоа се најверојатно екстрасистоли, ама уште поголем знак и најбитен е кога со една мала доза од еден лек што го спомна пациентот, пулсот му паѓа над 50, со други зборови пациентот нема потреба од антиаритмици, он нема аритмија. Можеме ли да зборуваме за неколку видови на аритмија? Какви видови постојат? Апсолутно. Значи тоа е најбитната приказка, поради тоа што и најбитниот резон зошто се јави на кардиолог, како што спомнав, прво и основно треба веднаш да се јави на кардиолог како аритмијата почнува во мир, во релативен мир и почнува аритмијата нагло, како некој во струја да ви уклучил и работи 180, 200, 220. Трае тоа може и минути, може и часови и нагло прекинува. Тоа е многу типично за една кружна тахикардија и тоа е веднаш аларм да се јави во амбуланта. Втора работа, што може да се појави аритмија, да веднаш започне неправилно да работи. Значи, тука најчесто се работи за една аритмија од одреден десната страна на срцето, не е толку битно, кој што е алармантен знак, кој што веднаш треба да се јави во амбуланта. Значи, нека биде вака како заклjuč, значи брза работа од еднашка
и втора, одеднаш појавена неправилна срцева работа. Све друго, ако се појавува со одредена ситуација, дали се во утринските часови лесно ми се забрзува или еве поврзана со притисок и така, не значи дека не треба да се јави во амбуланта, ама најчесто не се Но овие работи. симптоми кои што вие ги наведовте, укажуваат дека всушност аритмите си и реална опасност. Апсолутно, за, значи апсолутно, значи човековото многу здравје. имаме нели аритми кои што се релативно неопасни, тоа се од предкоморите, а имаме многу озбилни аритми од коморите кои што се животно загрозувачки аритми, али тие најчесто се базираат на некоја болест на срцето, дали е болест на крвни садови, значи миокарден инфаркт, дали е болест на валвула и така натаму. Постојат и вродени такви аритми кои што се дефекти во некои ионски канали, али тоа е тема за многу за друга тематика, не е за утринска програма. Да го слушаме прашањето и на следниот. Повелете. Ми јавува дека имаме некого на нашата телефонска линија. Повелете, добро утро. Добро утро, поздрав до докторот. Вете Поздрав. се јавам во врска со некоја аритмија, претходно не знам дали можам да кажам аритмија или тахикардија. Се јавив, тоа се појави негде на возраст од така 14-15 години и ја држев до 25-та, 26-та година. На кардиологија ми правеа електрофизиолошка студија. Изгледаше едноставно процедурата, така ја предизвика прво тахикардијата, па потоа нешто пластично ми објаснија дека треба да се пресечат некои нерви, нешто, некои јазли од предкомората во комората, па после понатаму пак пробаа да провоцираат, не се појави, од тогаш ја немам добиено. Меѓутоа имам јако биење на срцето. После тоа. Јако биење, што значи околу 100 минута. Колку често се случува тоа? Па тоа се случува во текот на денот, еднаш, обично при будење и така одреден период од денот. И трае, па после нагло престанува. Добро. Добро, ви Сега благодарам. во моментов пијам некои таблети Таргетол што се и тоа. Ви благодариме многу. Што спомна пациент, електрофизиолошка студија е златена метода кој што е за диагностицирање на аритмијата и фала Богу за излекување. Тоа е единствена метода во интерна медицина и вака многу сме горди на тимот во Аџибадем Систина кој што сме ние двајца доктори во моментот што работиме. Значи тоа е метода кој што можеме со сигурност да кажеме на одреден тип на аритми ќе ги излекуваме. Пациент кој што е направен електрофизиолошка студија како што се јави слушателот, после тоа не би требало да има аритмија ако е направена како што треба, поради тоа што од неговите информации прво е добиле, па после не успеале и не можев да сватам дали е направена аблација или не е аблација направена. Аблација е така наречена, тоа е радиофреквентна катетер аблација, тоа е со енергија од батерија. Доаѓаме до едно место на срцето, тој круг што го спомнуваме и треба кругот физички да се прекине. Тоа е една многу мала, прецизна метода и со прецизни катетри кои што доаѓаме и после тоа пациентот нема аритмија, и го нема тој тип на аритмија за кој што е направена електрофизиолошката студија. Не би требало да има пациентот значи дека после тоа. излекуван до После крајот тоа, на- да, после тоа за аритми не би требало да има тој тип на аритмија како што спомна предкоморна аритмија. Али треба да се јави со сите документи, еве стои мен услуга као болница да ги видам документите. Јас као што кажав веќе скоро повеќе од деценија работам електрофизиолошки студии, тоа е нели многу сме горди на тоа дека единствена метода, пак ќе спомнам во интерна медицина, кај што после тоа пациентот е излекуван. Нема лекови, нема ништо. Имам уште двајца гледачи, па да ги слушнеме и вашите прашања. Повелете. Добро утро. Добро утро. Имам од дете родена срчева мана. Со текот на годините кај мене се јави некој предкоморен фибриофлатер. Дали тој може некако да се третира другчие за да се стабилизира мојата состојба? Само цело време е флатерот или повремено? Повремено. Ви благодариме. Може да се со електрофизиолошка студија еден од методите бике константно ако се работи врз основа на болест на срцето, тоаш веќе е малце покомплицирана приказката, али доколку пациентката како што кажа е повремен флатерот, тоа значи електрофизиолошка студија би било процедура на избор да ја продиагностицираме и излекуваме. Ајде да го слушаме прашањето и на следниот. Повелете, добро утро. Ало, Добро ало. утро.
Добро утро. Повелете, во програма сте. Земувам еден совет, едно прашање до доктор. Имав долги години тахикардија, дури до 170. Толго време примав ритмодан, ги порачував дури од Париз тие лекови и после добив глауком. Лекарот многу се потруди и бараше по интернет сите лекови што требаше да ми ги дај содржат субстанца што удира на очниот притиск. Јас направив свој избор, се откажав од лекарството за очите и заради тоа што ми беше ова повешно. И што се случи? Има читано една книга од доктор Калаузи, докторот е млад, не знам дали го знае, но сигурно знае. Тој имаше во таа книга дека една чашка аператив или појак алкохол на сабајле го средува срцето. Јас тоа го применив на себе. Не примам никакви лекарства и алкохол, мислам, аператив една чашка на сабајле употребувам, срцето моје се смири. Да ми дај совет, дали го оправдува тоа, дали не, дали е во ред. Благодарам толку. Благодарам за прашањето. Тачно дека многу антиаритмици влијат врз глаукомот, тоа се сложувам, ама за диагностицирање прави на аритмијата, како што спомнав неколку пати, ни треба ЕКГ. А за оваа метода што е применува пациентката, знаете, секоја метода што сам ќе си ја најде пациентот и ако има ефект, така наречен плацебо е во ред. Една чашка апсолутно не и смета, ако има позитивен ефект, нека продолжи. Поздрав и за следниот, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до докторот и до вас. Поздрав назад. Имам на кај 67 години. И многу се замарам при одењето. А плюс имам и тремор. Дали е нешто од тоа или нешто со срце се работи? Срцето толку прашањето, да. Сигурно треба на кардиолог да види, али пациенти кои се жалат на тремор и на екстремен замор, треба тироидната жлезда да ја проверат прво и сигурно консултација со кардиолог, дека некојаш зголемената функција на тироидна жлезда може да доста и трајни последици на срцето. Тремор со замор, тироидната жлезда прво. Да. Пред да ги вклучиме и останатите гледачи, едно мое прашање кратко, бидејќи имавме гледачка која што кажа дека има тахикардија уште од детска возраст. Колку аритмиите се присутни кај децата и прашањето ми е всушност која категорија или возрастна категорија е најзагрозена, односно дали после 30-та, после 40-та луѓето задолжително мора да посетат кардиолог. Ритмиите што ги спомна овие кружни што се најчести, тие се колку да звучат вака чудно се вродени, али не се појавуваат, многу ретко се појавуваат во детска возраст, поради тоа што срцето на детето работи нормално над 100 удари у минута и тоа е една заштита за таа аритмија. Затоа никогаш овие аритмии, ако ги прашаме пациентите, не и се дешаваат при физичка активност, стално кога ќе дојдат дома и така натаму. Спомна тачно пациентка дека после 14 и првиот пациент што е правен електрофизиолошка студија после 14-15 година, тоа е една точка која што најчесто се појавуваат овие кружни тахикардии кога спроводниот систем на срцето почнува да зрее, односно се доближува до возрастни. И тогаш е точката на појавување кога е најчесто. Има одреден тип на аритмии што се појавуваат и многу рано во детска возраст, значи под една година, година и две. Али да апелирам до мајките дека пулсот на децата е многу брз при возраст посебно под една година, значи нормално е да работи срцето 120-130, тоа не е аритмија. Ако приметат неправилна аритмија и ако приметат некои симптоми да детето се грчи или помодрува, тогаш веднаш на кардиолог. Имаме некого на линија, па да го слушнаме прашањето. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете. Добро утро, на телефон гледачка од возраст 39 години. Вака, јас имав пред, што знам, 4-5 години има поминат така некои промени во однос на ритмот на срцето, кои што ме натераа да почнам да одам на контроли на кардиолог и така се испостави дека се е во ред, ми дадоа да пијам по половина пропранол, од кој што и до денес го пијам и одам редовно на контрола. Меѓутоа, оно што сакам да го прашам е следново. Во време кога сум, така сум забележала, кога сум во циклус, да речам,
ми се случува следново, значи од нормална работа, значи мирно срце и најдваш како да го објаснам тоа, не знам дали е аритмија, како да прескокнува неколку пати срцето и повторно продолжува да си работи нормално. Дали е тоа некој вид на аритмија или станува збор за нешто сосема друго? Ви благодарам. Повторно Сигурно моментот со жените и да, сигурно е хормоните. као што нели се пулсот е, као што спомнав, малце побрз и многу често еве и колегите се одлучуваат за одреден лек, како што е спомна пациентката, слушателката, бета блокер, кој што го успорува ритамот, али некојаш прави и пулсот го симнува малце повеќе него што треба и се појавуваат при одредени ситуации вакви 1 до 2 до 5 удара екстрасистоли, кои што не значи болест, не треба ништо специјално да ги лечиме, али треба да ги верифицираме и да видиме какви се. Значи треба електрокардиограм. Ако не успееме тоа да го фатиме, има друг начин, холтер 24 сата снимање на срцето и тогаш најчесто се појава. Најверојатно не се работи за некоја озбилна состојба. Се надам дека нашата гледачка е задоволна. Повелете за следниот. Добро утро. Ало, Добро утро. во емисија сум? Да, се разбира. Вака сега, ме интересира за тоа изборевте. 11 годишно дете се работи, има нодулен ритам. Добра. Значи, установено е со холтер све. Ме интересира, дали може детево да спортува, како понатаму, што понатаму? Ви благодарам. Но тока е така. Да. Нодален ритам кај деца под 15 години е честа појава, значи тоа не е болест што би требало да ги секира родителите. Многу е битно тој нодален ритам кога се појавува, дали се појавува во сон, дали пак ќе кажам во утринските часови или кога е детето активно, биејќи кога е максимално активно, тоа е веќе друга работа што треба, најверојатно не треба да се бави активно со спорт. Значи треба точно да се прецизира и искуството што ни го покажа, значи со годините како што созрева системот, тој нодален ритам ќе, кога претпоставуваме повремен, ќе се изгуби, али е многу битно кога се појавува. Значи еве пак ќе кажам, стоиме на услуга во Аџибадем Систина да дојдат со сите документи да ги видиме. Најверојатно нема место за секирање, ама кога се појавува нодалниот ритам, со каква брзина е, како завршува, има многу карактеристики. Убаво е да се направи макар и превентивно. Сигурно. За 11 годишно дете разговараме. Повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Ве молам, сакам совет од докторот. Ајде. Јас сум во давечната 97 година правена ми аблација на синусен чвор. Меѓутим, успешна, неуспешна изгледа, затоа што не успеа со тоа да се реши таа некоја малигна тахиаритмија што ја има и што одеше дури и до 200 од куцај. Така да после тоа ми уградија песмејкер, што тој песмејкер се коригира работата на моето срце. Меѓутим, мене ми остана фибрилација на предкомори. Јас сум нон-стоп под една фибрилација на предкоморите. Песмејкерот ми е со 2 електроди, докторе. Таа електрода што е на коморите е окей, меѓутоа ова на предкоморите што требаше фибрилацијата да ја среди, нема одговор. Така да јас веќе носам трет песмејкер, али живеам еден живот неквалитетен, да ви кажам, со замор, со умор, со неможна активност, а баш као тоа срцето моје страда. Левата комора е веќе прилично проширена, а имам изголемен пулмонален притисок. Што да правам? Благодарам. Еден од честите случаи во патологијата со аритмија, значи аритмија која што трае со години, за жал го штетува срцето. Не можам да тврдам 97-ма бевме, тогаш почнуваше Македонија да работи убрзано со електрофизиологија, кој што јас сум вклучен и од таа година. Али една аритмија која што е спомна пациентката, предкоморна фибрилација, кој што се уште во Македонија, тоа е единствена аритмија што ние не можеме да ја средиме. Од таа гледна точка немаме комплетирана лабораторија. Кога веќе пациентката има песмејкер, има друго решение. Значи има исто со електрофизиолошка студија да се аблира еден друг дел од срцето, да она постојано воопшто да не ја осеќа аритмијата и да и се подобри пупната снага на срцето, тоа што спомна дека срцето, левото срце ден за ден се намалува, тоа значи песмејкерот не ја врши работата. Тоа што е секира пациентката дека во левата електродата во предкомората не ја врши својата работа, кога има предкоморна фибрилација, апаратот сам ја исклучува таа електрода и не може да ја коригира аритмијата.
Уво што спомна пациентка за песмекери, песмекери се едни компјутерчиња мали кои што ги ставаме секој ден и тоа се еден од одреден начин за лекување не на брзиот срцев ритам, туку на спориот срцев ритам, значи ритам кој што е под 50 удари во минута, пак спаѓа во аритмија и процедура на измер е поставување на тие апаратчиња. Ние ги поставуваме секој ден, тоа има неколку, има и аритми кои што пак ги спомнав, кои што најчесто не се вака, нели, тема за вакви муабети, значи аритми кои што се животно загрозувачки, кои што почнуваат нагло и пациентот губи свест и ако не се изреагира во 5, 10, 20, 30 секунди, може да биде и фатално. Може да биде и фатално, доколку пациентот ние затоа треба да доаѓаат на контроли, за да ги тоа превенираме и уочиме. Има решение за тоа, поставање на посебен тип на песмейкер кој што ќе во период од 3 до 5 секунди ќе открие аритмијата, ќе ја диагностицира и во истиот момент ќе ја спречи. Тоа се единствени апаратчиња што практички ги чуваат нашите пациенти, така наречени, тоа се дефибрилатори, она све што сме гледале по филмови од надвор што ќе гудриме со струја, се постојат едни апаратчиња малецки кои што тоа го работи со 10 пати помала енергија, пациентот не го осеќа тоа, али ја превенира тоа што најлошиот исход краен. Доктор Иван, живееме во едно стресно секојдневие. Често луѓето знаат да го занимарат стресот, но како тој влијае за срцето и општо за здравјето на луѓето? Што би советувале во однос на стрес и аритми? Често користена нели поем стрес, немерлива величина, зависи кој како го ја исполува стресот клинички. Значи некој знае тоа да го исполува, некој го крие во себе, али главен лек од срцева гледна точка и од аритмолошка гледна точка е да биде спортски активен, бидејќи спортот како антистрес терапија да излезе во природа нема подобра. Значи не се лекови, не се одење по не знам што, сигурно консултација со одреден психијатар, али редовна, ќе кажам, секојдневна физичка активност од секој облик, дали е трчање, пливање, возење точак и така натаму, и прекид на пушење сигурно. Не го спомнав, ама е огромен фактор. Да го слушаме прашањето и на следниот. Повелете. Добро утро. Имаме некого на линија, ќе ве замолам да не слушате во телефонската слушалка за разговорот да биде побрз. Добро утро. Ако се слушаме, ако не да преминеме, ќе ми јават од режија дали имаме гледачи. Добро утро. Добро. Ајде, доктор Трајков, да споменеме во однос на начините на лекување и третирање на аритмите. Предпоставувам, индивидуално е за пациентите или во зависност од типот на аритмија има и различен начин на лекување? Овие што ги спомнавме, вродениве кружни тахикардии, процедура на избор не се лекови, тука е електрофизиолошка студија. Со тоа комплетно ги излекуваме. Постојат, значи, огромен број на антиаритмици кои што од еден страт ги превенираат и ги држат под контрола, тоа не ги излекуваат, бидејќи со антиаритмици едно е сигурно дека не може да го излечиме, како и крвниот притисок, значи не може ние ако испиеме не знам 1, 2 или 3 кутивчиња дека притисокот ќе ни се среди, тоа е состојба, само можеме да го држиме по контрола. Така и со антиаритмиците. Проблемот е друг со антиаритмиците што кога долго се пијат, знаат и несакани ефекти да имаат, посебни одредени на тироидната жлеза, на плуќата и на срцето. И тоа е тоа што треба да доаѓаат повторно на контроли. Последнава неколку години имаме лекови кои што се пијат така наречена таблетка во джеп, значи ќе се појави аритмијата, ќе земе пациентот 1, 2, 3 таблетки, ќе се смири аритмијата и после тоа нема пиење. Тоа е се доследното, поради тоа што се докажа дека долгото пиење на еден ист лек прави контра. Прво и организмот има рецепторски се навикнува, има лековите многу несакани ефектите, самите антиаритмици прават аритмии, значи лечите од една добивате друга аритмија и на крај стануваме помалце доктори. На тоа најубаво е кратко пиење со паузи, доколку рано се препознае, диагностицира аритмијата. Многу често пак ја спомнам, раната примена на електрофизиолошките студии и диагнозата ги спречува пациентите од несакани ефекти и помалце пиење лекови. Ајде да ги слушаме прашањата на нашите следни гледачи. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали сум во... Да, во програма сте, повелете со вашето прашање. Сакам да прашам, имам 28 години, пред 5-6 години бев на специјалист и они ми кажаа дека имам мал плюс на срцето, дека имам 47-48 ми се откуците. Добро. Кога
ојде во Скопје, таму докторот ми кажа дека тоа ми е нормално. Дали е тоа нормално или не? Благодарам. Како што спомнав на почетокот, пулс под 50 се рачуна за спора срцева работа, ама многу е битно дали пациентот има симптоми. Тоа значи ако тие пациент за пулсот исто, значи доколку има симптоми, ама да предлог мој да не го употребува имам срцева мана, поради тоа што пролапс на митрална валува не е срцева мана, тоа е физиолошка варијанта на срце и треба да се види кој е степенот, дека првиот, вториот, евентуално и третиот степен на физиолошка варијанта на пролапс на митрална валвула, тоа не е болест, значи секоја многу честа состојба. Друго е ако прави некои симптоми, компликации. Пулсот од 50 е нормална работа. Зборуваме за неправилна срцева работа, за аритми. Телефонскиот број на кој што ве очекуваме е 3076 Повелете, добро утро за следниот. Повелете, во програма сте. Добро утро, би сакала да поставам прашање на доктор Иван Трајков. Повелете. Ве слушаме, господине, повелете со вашето прашање. Мајка ми има 72 години, има атриална фибрилација, со што се лекува? Во ред, ви благодариме. Атриалната фибрилација е аритмија која што се лекува ефикасно со лекови кога ќе се фати во првите неколку дена, 4-5, доколку остави структурни последици, тогаш лекувањето е на друг начин, значи со лекови. Доколку не успееме со лекови да пулсот го контролираме помеѓу 60, 70 и 80 удари, за да го заштитиме срцето, тогаш процедура на избор е да го контролираме тој ритам со тоа апарат што го спомнам неколку пати со песмејкерот, тогаш со ставање на песмејкерот, ритамот ќе биде нормален и срцето тогаш ќе го превенираме за години. Значи втора процедура на избор кај постарата популација е ставањето на песмејкерот, е една мала корекција таму на срцевиот спроводен систем, е тоа што ги прави квалитетниот живот. Значи, неквалитетниот живот е брза, неправилна срцева работа и тоа го изморува срцето. Доколку успееме со лекови и со тие така наречени апаратчи на песмејкер да тој срце ритам биде ритмичен, тогаш и квалитетот на живеачката и заштитата на пациентите е максимална. Едно не спомнав, бидејќи најчесто овие аритми не бараат одредени заштита за мали тромби кои што може да се стварат. Ова неколку пати спомната предкоморна фибрилација е аритмија која што покрај антиаритмиците мора да биде и заштитена со антикоагулантна терапија, тоа се лекови за да крвниот нашата коагулативен систем бил малце понизок, значи да полесно биде крвта, не е поретка што ќе се слуша низ народот, значи тоа е аритмија која што најчесто е причина за мозочен удар. Ние лечиме од една страна аритмија, добиваме мозочен удар, значи паралелно треба да ги заштитиме нашите пациенти со таблетка плюс. Тоа е антикоагулантна терапија која што е таблета која што ги чува од мозочен удар. Ми јавуваат дека имаме навистина многу гледачи и јас се надевам дека ќе стигнеме да одговориме на сите прашања, затоа и ќе ве замолам да имате кратки и концизни прашања. Добро утро и повелете за следниот. Во програма сте, ве слушаме. Да, добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефон е Дименски Вранко од Прилеп. Поздрав до Прилеп и до вас. Поздрав до доктор Иван Трајков. Повелете со прашањето, господина. Јас имам аритмија веќе 3 години, доктора ме потнала, одам таму на кардиоверзија 3 пати до сега. Добро, вашето прашање е? Така, нешто доктора да ми кажи пред се. Сега сум во ред малку, мислам, за тие лекоите за... Ќе ве замолам да... Што се за аритмија, што ми кажува таблета во джеп, нешто да ми објасни, дали можам јас тоа да го употребам. Добро, ви благодарам многу. Пациентот го знам, за жал не е за тој тип на лекови, значи он има друга состојба која што ја контролираме последниве 3 до 4 години, успешно. За жал е таа покасно откриена аритмија која што во последниве бар оваа година не се јавила, првпат го слушам. Ево нормален, претпоставувам нормален ритам, ама за жал не е за тој тип на лекови. Конкретниот случај. Добро утро, повелете. Ало. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ало. Јас замолив за кратки и концизни прашања, со оглед на тоа дека имаме навистина многу гледачи. Повелете, во програма сте. Значи, прво поздрав до емисијата и до докторот. Поздрав и до вас. Да, сега вака.
Вака, мојот син кој сега има 21 година, да, некаде на 5-16 годишна возраст почна со силни аритми наеднаш тоа се случи, го несоме веднаш на доктор и покрај сите лекарства тамо, докторот го притисна некаде над очите и така наеднаш му престана тоа. Потоа бевме еднаш на одмор, така повторно му се појави тоа, за да сега повеќе ги нема тие, меѓутоа постоеле некои две видови на аритми, знам од докторот што ни кажа дека дали едната била поопасна, оваа била побезопасна и оваа сега е побезопасна. И сега, знаеш, се јавувам, се чувствувам малку страх, мада детето спортува, оди на карате и така натака. И сега прашањето е дали тоа е скроз излечиво или се уште, бидејќи еве 3-4 години воопшто не е повторно појавено, дали е тоа излечиво или како е одговорот на докторот и ви додиме до кај докторов најдоброто, така да. Добро, ви благодарам многу. Ова е типичен пример за оваа аритмија што ја спомнам кружна вродена. Уште повеќе што аритмијата се прекинала со еден маневар, тоа е еден притисок на очи или масирање на вратните дел на артеријата, така наречен Валсалва маневар, некој Француз што го има измислено години. Е типичен пример. Не значи дека ако не се појавило со години дека она не е излечена, се уште стои основата. И еве вака голем број на пациенти од кои ќе се деси еднаш-два пати, бидејќи тоа е драматична слика од еднаш када пулсот од 70 ви работи 200, се плашат да одат на одмор, се плашат да излегат со друштво, да не се деси, да не ги видат и така натаму. Многу пациенти завршуваат на невролошките клиники како епилептични напади, претоа што во таа фаза му паѓа кај млади пациенти притисокот и они имаат губиток на свест и тоа према ова што го слушам од последниот слушател, апсолутно излечива состојба. Најверојатно, сигурно сум убеден дека се работи за предкоморна кружна тахикардија кој што спаѓа во тие помалце опасни, али кога што спомна се бави со спорт, се бави со карате кој што е спорт на удари. Дефинитивно со сите документи треба да дојде и да го, да ја средиме аритмијата еднаш за секојаш да биде безбеден, бидејќи пациент со таков тип на аритмија не смее да се бави професионално со спорт, а уште повеќе со контакт игри, при тоа што удар може да направи екстрасистола и за време на физичка активност да добие аритмија која што некогаш може да биде и покомплицирана. Како треба да се реагира во тие моменти кога би се случил таков напад? Спомена гледачот дека се плашат и за на одмор или ако детето е во друштво. Како луѓето што се одоколу треба да реагираат во тие првични моменти? Тие методи што ги спомнуваме ние докторите, масирање на очи и така натаму, тоа е еден од начините. Главната работа е да прекине да дише. Не да прекине да дише, туку да го задржи воздухот. Еве на пациентите што се помали пациенти под 10 години, поради тоа што тешко е на дете да му кажеш да прекине да дише, ја ги советувам на децата или да стави леп на лице за тогаш тоа е рефлекски, или да му е бутне главата под вода, поради тоа што нема ништо да му се деси на детето, а ќе прекине да дише, тоа е еден начин да се смири аритмијата. Тоа е процедура на избор вон болнички установи да некако се смири. Доколку најчесто ако тоа правилно се изведе, над 80% прекинува аритмијата со тој начин, тој маневар, ние што го викаме антиаритмичен маневар. Али во спротивно, после првата појава треба да се јави на лекар и да се објасни како треба да се среди. Али за крајно решение, конкретно како типичен пример овој последниот случај, електрофизиолошка студија со аблација е процедура на избор за излекување еднаш за секогаш. Добро утро, повелете, во програма сте. Ало? Да го слушаме прашањето на следниот. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и докторот. Поздрав. 2 години ми се јавува срцебиење и тоа навечер ме буди. На која возраст сте? На 69 годишна возраст, инаку примам таблети за притисок и Блоксан 2 пати собајали навечер. Но ми се повторува ете пак. Го молам докторот. Ви благодариме. Појава на аритмии навечер најчесто е предизвикано од лекови. Блоксано тоа може да го прави, претоа што го спорува ритмот преку ден и навечер уште повеќе го спорува, нормално е кога спиеме. И тоа е еден несакан ефект на тоа, ама пак ќе кажам, зборот аритмија е наслов во учебник, мора да се види кој тип на аритмија, едно ЕКГ е да се види дали во што. Во конкретниот случај мислам дека блоксанот е една од причините, ама вака, нели. Ви благодарам. Благодарам, пријатно.
Се надам дека сте задоволни со одговорот. Да го слушнаме и следното прашање. Повелете. Добро утро за следниот или добар ден. Со доктор Иван Трајков, субспецијалист по кардиологија, аритмолог и електрофизиолог од Аџи Бадем Систина, зборуваме за неправилната срцева работа, поточно за аритмиите. Ако имаме некој на линија, некој гледач, добро утро, да го слушнаме и вашето прашање. Ми јавуваат дека имаме некога на линија, добро утро. Добро, додека го очекуваме прашањето, јас би сакала дел од гледачите спомена аритми во детска возраст, нели дел од нив кај во возрастна категорија. Дали постои разлика во начинот на лекување на аритмиите кај деца и кај возрастни? Кај деца се трудиме помалце лекови да даваме, освен одредени аритми кои што треба, поради тоа што, како што спомнав, антиаритмиците колку се добри, уште и се лоши. Значи, тогаш ги школуваме, грубо кажем, на родителите да одреден тип на аритми да не се плашат и да ги добие детето, дека детето подобро, тоа срце младо подобро издржува ритми одредени, не. Кај возрастните, па ќе кажам, значи, одредени лекови да, али се повеќе, гледате, избегнуваме антиаритмици, поради тоа што модерната медицина и технологија ни овозможува тоа, значи, од една страна електрофизиолошки студии, од друга страна ставање на посебен тип на пейсмейкери, го чуваат срцето од да не добие аритмија. Што пократко трае аритмијата, подолг е животниот век на срцето, апсолутно. Да го слушнеме прашањето и на следниот. Повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Поздрав и до вас. Би сакала да го прашам докторот за миокардит. За пациент моментално на 45 години, а има добиено миокардит на 35 години. Ви благодариме. Миокардит е воспаление на срцевиот мускул. Тоа е една озбилна состојба ако не се препознае рано, поради тоа што може да остави трајни последици и многу често како последици на миокардитот остануваат една од трајните последици одреден тип на аритмија. Сега во конкретниот случај не чувме дали пациентот има или нема аритмија, али миокардитот треба со одредени други лекови да се заштити. Сигурно да се главната работа е следни инфекции да се превенира, посебно ки одредени процедури, значи процедури на интервенции на заби, значи кај стоматолог, некои крвави интервенции, значи морат да се припремат да се заштитат со антибиотици, а доколку се појави одреден тип на аритмија или елементи на засегање на валвулите, бијќи тоа треба апсолутно редовни кардиолошки контроли. Све зависи од симптомите на пациентот. 30766777 префикс 02 доколку сте надвор од Скопје, ве очекуваме со вашите прашања. Поздрав за следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Повелете. Ке го молам, би сакала да го прашам докторот. Ајде, затоа сме тука. Боледувам од хипотериодизам. Пијам карведилол, пијам за шеќер таблети, пијам лосертан за притисок. Меѓутоа, дали има некаква последица од овие лекарства да доаѓа до ова, понекогаш имам екстрасистоли се јавуваат, а не примам никакви антиаритмици. Ви благодариме. Прво, карведилолот е антиаритмик, тоа е број 1, али кај пациенти со хипотироидизам, тоа е намалена функција на тироидната жлезда, обично пациентите се спори, брадикардични и додавањето на вакви бета блокери кои што дополнително го споруваат ритм ги прави организмот се брани со појава на екстрасистоли и тоа е една честа причина. Тоа значи мислам дека улогата на карведилолот е овде вишак во терапија. Да го слушаме прашањето, повелете. Имам јас, докторе, пулсот ми е некаде 42, 45, 46. Разборам. За тоа ви кажувам. И тоа ме загрижува. Го праша за тироида Карамфилски, вика, не е од тироидата, она предизвикува тахикардија, а вика, тоа што е намален пулсот, некаде достигнува до 45-46, тоа вика треба да види со кардиолог, односно ево шанса, ако може да ми помогнете што да правам. Пијам како се вика, конкордно 2,5 и пентоксифилин
од 200 милиграма со С витамини, аспирин и така натаму. Примав ова антикордин се викаше, ми рече да не го пијам, меѓутоа шо цените, ве молам, 79 години сум, се движев добро и наеднаш кога пулсот ми падна, јас дојдов во ситуација да се чувствувам лаксалост и тоа е тоа. Ви благодариме, господине. Одговорот ќе го добиете. Исто е како претходниот, значи конкорот исти лек како карвидилол, значи бета блокер, он го успорува ритамот. Значи тој подхитно да го прекинете, тоа е тој еден што ве прави заморен. Доколку после прекин од недела дена повторно имате спор пулс, тогаш веќе треба консултација со кардиолог и тој пулс некако да го забрзаме, а забрзувањето е единствено со поставување на апаратче песмекер, али една од најчестите грешки во лекување на аритмијата е, како што кажав, колку што прават добро и лошо, спориот пулс е овде несакан ефект од лекот и сите пациенти се жалат на тоа, како што приметуват. Значи треба да се прекине со Апсолутно, тој што лек. помалку лекови. Повелете, добро утро за следниот. Ало, добар ден. Добар ден и убав ден, повелете. Прашање до докторот Вемова. Ајде. Имам 62 години, 96 година ми кажа компликација. Пулсот ми доаѓа до 50. Ќе ве замолам уште еднаш, 96-та година, што? Значи, одите имам брадикација. Добро. Добра. Пулсот ми паѓа до 58 откуци во минута. Катализација ми имат направено, се е во ред, холтерно се 24 часа. И тоа е се во ред, од време на време ми вела да пијам дилкоран. Кога ќе се заморам или ќе направам спортување, никој доаѓа до 50 откуци, минути ќе седам, одморам, пулсот паѓа на 58. Благодариме за... Благодарам и пријатно. Пулсот 58-60 е нормален пулс, дилкоран тоа е лек за, еве сте направили катетеризација, претпоставувам коронарографија, ви исклучиле болест на крвни садови, не ви требаат, господине, никакви лекови. Редовна физичка активност е тоа што го забрзува пулсот, 58 пулс да не ве секира, тоа е нормален наод. Имаме уште многу кратко од денешната Телма амбуланта, па да им дадеме предности на следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум во програма? Да, во програма сте, ќе ве замолам да го поставите вашето прашање. Добро, вака, сакам да прашам, имам наод тука, ама многу одамна, од 2002 година, имам висок пулс, со ехокардиографскиот преглед се изолирани, во пределот имам митрален куспис, кој е хипербобилен и лесно со лесно движење. А кај перикардот е со ехослободен простор од 6 милиметри, како се, меѓу епикард и перикард. И дали има проблем ова, бидејќи ги пијам пропранолот, еве веќе 8 години. Дали да продолжам така или оваа диагноза е, не знам како да објаснам дали е добра или не е за овие лекови. Ви благодариме, следува одговор на вашето прашање. Диагнозата не е ништо, тоа е пролапс на митрална вада или хипермобилен преден куспис кој доктор како го запишал, значи не е состојба место за секирање. Пропранолот е пак иста група на лекови, значи пак истото го успорува ритамот. Во конкретниот случај ја не гледам причина за одредени антиаритмични лекови кај господјата. Без лекови. Ако имам уште некој на линија, да го вклучиме. Добро утро. Добро. Повелете. Дали сум на линија? Да, и во програма сте. Овака, на 23 мај имам ставено стен во срцето. Добра. И после тоа, контролите што ги правам, ми препиша Блоксан, а сега нечна бе висто на интернет, ме прегледа и рече дека имам аритмија, плюс ми препиша амидарон. Сега, дали тие двата лека и мепинто и амидерон се од иста фамилија, дали заедно да ги пијам или што да правам? Ви благодариме. Прво, мепинтото и блоксанот истиот лек, само зависи од која фирма го прави, тоа е една работа. Амиодронот е лек за лекување на таа предкоморна фибрилација, ама све зависи дали ви е тазе, кога е настанала, колку време трае
треба тие информации, доколку е во првите неколку дена има логика ставање на амиодрон, во спротивно апсолутно не. Ајде уште еден гледач или двајца и ќе мора да го завршиме денешното издание на Телма Амбуланта. Повелете. Во програма сте, повелете. Ало? Ало? Ќе ве замолам да не слушате во телефонската слушалка. Да. Ало? Ајде, во програма сте. Ало? Господја, во програма сте, јас ќе ве замолам да преминете на конкретно прашање. Да, јас сум во програма. Вие? Да. Имам едно прашање до докторот. Која е разликата меѓу аритмија и екстрасистоли? Јас имам екстрасистоли и брадикардија. Добро. Па би сакам да го прашам докторот. Ви благодариме. Аритмија е неправилна работа на срцето, кој што е, нели, апсолутно неправилна работа, а екстрасистоли поединечни се најчесто одговор на спора срцева работа. И ако некој ви дава лек за тие екстрасистоли, тие стануваат уште почести, еве као цело време овие поласа што правиме мовет. Екстрасистолите не се место за секирање, све зависи какви се, треба да се види електрокардиограм, дали се од предкомора или од комора, најчесто се безазлени и не требаат лекови посебни. И последното прашање за денеска. Добар ден, повелете. Повелете. Ало, ве молам. Сакам да го прашам докторот. Ве Сакам слушаме. да го прашам докторот. Имам ангина пекторис и коронарна инсуфициенција. Колку години, господја? На која возраст сте? Колку години имате ангина пекторис? Коронарна инсуфициенција. Па сега имам 74 години, меѓутоа ова 20 години уназад се лекувам и ги пијам лековите Дилкоран, аспирин, ранитал на сабајле нагладно, после тоа бипресо и имам и притисок, пијам лориста. Дали Аторис после навечер пијам. Дали сето тоа е нормално и доволно или треба нешто друго или некој лек да се смени, но без разлика, ова е повеќе од 20 години исти лекови ги пијам. А понекогаш имам проблеми, стегање во градите, некогаш ми се јавуваат и аритмија, па и овие прескокнување кој ќе го мерам притисок, осеќам екстра систули, како ги викате, не знам. Ви благодариме многу за прашањето, останете на Телма. Затоа спомнав колку време, значи пациенти што викаат дека имаат ангина пекторис над 20 години, без навреда на докторот што е поставил диагнозата, ама најверојатно нема, поради тоа што за овие 20 години ќе се деселе многу работи. Тоа значи улогата на овие лекови се малце повеќе него пациентката што прима. Сега треба многу повеќе информација, ама најверојатно не се работи, сигурно е покачен крвен притисок, ама за ангина пектори 20 години претпоставувам дека не се работи. За нејзина среќа иначе. Тоа е тоа. Да, тука ќе финишираме. Доктор Иван Трајков, ви благодарам за гостувањето. Вака само за крај, со оглед на огромниот интерес од страна на нашата публика денеска, што би советувале во однос на аритмиите, физичката активност која што вие споменавте како многу важен сегмент? Еден совет. Секоја аритмија не е озбилна, сигурно дека треба, ако се повтори една консултација со кардиолог, треба да се исклучи постоење на озбилна срцева работа, што се прави со основни диагностички процедури. Мојот предлог ќе биде као главна превенција на аритмии да бидат активни нашите пациенти, да одржаваат телесна тежина, редовна секојдневна физичка активност, прекид на пушење и во овие летни периоди адекватно хидрирање, значи да пијат вода малце повеќе него што треба, бидејќи тоа е една од најчестиот причини ќе изгубат течности и ќе се жалат на тахикардија, што е тахикардија како компензаторен механизам на дехидрирање. Да бидат активни, со шише вода да трчаат покрај вардар или било каде нека го искористат топло во време и прекид на пушење. Благодарам многу за гостувањето овој ден. Продолжуваме со останатите содржини, а вие не заборавете, чувајте си го здравјето.